Добар ден. И на овој убав празничен ден одвојуваме неколку минути за културата. Да погледнеме што ја одбележа оваа скратена работна недела. Познатиот македонски академски сликар Трајче Чатмов заедно со Националната галерија на Македонија организираат самостојна изложба на слики од авторот со наслов Религија, митологија и слободна мисла. На изложбата во Чифте Амам се поставени повеќе од 100 уметнички дела на кои авторот работел во последните 2 години. Изложбата ќе биде отворена до 7 мај. Во пријатна атмосфера, во прекрасниот амбиент на Чифте Амам, во срцето на старата Скопска чаршија, беше отворена самостојната изложба на слики на современиот македонски уметник Трајче Чатмов. Изложбата насловена Религија, митологија и слободна мисла го обработува концептот на уметноста и на историјата, кој се базира на двата основни, секогаш присутни, а до ден денес неисцрпни културни меганаративи – античката и христијанската митологија. Делата, кои со своите мотиви ја воодушевија публиката, биле работени во последните 2 години. Изложбата ја работев, ја викам 2 години, уствари ме поправија дека година и пол, така нешто прилика. Изгледа доста дела, меѓутоа имав доста слободно време, баш овие последни 2 години, и целата она енергија која што обично нешто те спречува да го направиш, ја имав можност да го направам. И изгледа 100 изложени дела, меѓутоа остана дел што нема да бидат изложени. Работени се во техника акрилна платно, претежно, меѓутоа има и на хартија комбинирана техника, лавиран туш. Не сакам да се држам до еден манир да влезам, правам изложба само да биде религија и тука се држам, иако почна на некој начин така, меѓутоа викам чекај се, добивам друга идеја, зошто да не искористам и тоа, па излегуваат добри дела, па зошто да не го проширам тоа да бидат 2 и од 2 типа на крајот дојдоа повеќе и рекам стои. Сега треба да биде и слободна мисла, за да можам се од тоа да го оставам во концепт, да не бидем у рамка. Барем она енергија што има во себе за да создавам овие дела, да не ја ставам у рамка и да се држам до некој одреден мотив. И затоа е и од таму тој наслов. Сега религијата и митологијата како мотиви ми се чести во моите слики, ми се импозантни, пошто има приказка во нив. Може да ги интерпретираш еден настан на повеќе начини и да нема никаков проблем во себе тоа. Сите да бидат интересни. Сликарството на Чатмов е сродно на магичниот реализам во книжевноста. Неговата експресивна фигуративност е драматична и мултифокална. Тој е мајстор на полихромноста, на комбинаториката, на контрастите и нијансите. Тој го рекреира имагинарниот свет, ќе каже за изложбата академик Катица Ѓулавкова. Трајче Чатмов е еден од водечките современи македонски сликари. Неговиот ликовен корпус од последниве 2-3 години импресионира со бројноста и квалитетот на насликаните и изложени дела, што покажува дека Чатмов е плоден автор што се движи по самиот врв на своето творештво. Изложбата Религија, митологија и слободна мисла во просториите на Чифте Амам ќе биде отворена до 7 мај. Мандолинскиот оркестар Скопје под диригентската палка на Рамадан и Ерхан Шукри го одржа пролетниот концерт во фоајето на Музеот на македонската борба. На програмата беа застапени композиции и оперски арии од Моцарт, Бизе, Брангјолица, Верди. Како солисти настапија нашите познати оперски пејачи Михајло Арсенски тенор, Александра Коцевска мецосопран и Горан Начевски баритон. Концертот беше посветен на настраданите од пожарот во Кочани, а сите средства собрани на истиот ќе бидат донирани на семејствата на настраданите во трагедијата. Многу ми е драго, овој наш мандолински оркестар Скопје постои 24 години, во година ќе правиме 25 годишен јубилеј. И после подолго време, после пандемијата, успеавме нови 27 членови да имаме, значи помладок пак вложуваме во младите, значи не се важни и веќе овој оркестар расте и така да еве успеваме веќе се оваа година како што расте оркестарот, одлучивме да имаме 2 концерти. Овој пролетниот што ќе го одржиме и на есен годишниот концерт што е традиционален веќе 24 години и
Така да се одлучивме за овој пролетен концерт, каде што за прв пат новите членови ќе се запознаат со оперски арии. Значи ќе имаат можност да придржуваат оперски солисти. Значи концертот го одржуваме во Музеот на македонска борба со почетокот во 20 часот и ќе настапат мои драги колеги, истакнати оперски пејачи, Александра Коцевска, мецо-сопран која предава заедно со мене во музичкото училиште, ќе настапи Горан Начевски баритон кој предава на факултетот за музичка уметност и Михајло Арсенски тенор кој живее и работи во Германија. Така да мислам дека една различна програма ќе понудиме на обострано задоволство и во функција на оркестарот, а се разбира и за публиката која ќе одлучи да дојде. Сега една мала нотка што да, животот продолжува понатаму, но не треба да забораваме, затоа и овој наш концерт го посветуваме на наше кочене. За жал, нели сите не погоди како трагедија. Литературен настан портрет на Јордан Плевнеш во Софија и средба со познатиот македонски писател Јордан Плевнеш се одржа во вторникот во Македонскиот културно-информативен центар во Софија. На книжевниот настан беа представени неговите најзначајни драмски и прозни дела, со посебен акцент на драмите Р и глобална комедија, како и романите Осмо светско чудо и романот за тајната книга, кои предизвикаа национален интерес и станаа предмет на академски симпозиуми низ светот. Во еден од највозвишените културни моменти за македонската литература во меѓународен контекст, во вторникот на 15 април во Македонскиот културно-информативен центар во Софија беше одржано книжевно представување на Јордан Плевнеш, македонски драмски писател, романсиер, поет, теоретичар, дипломат и глобален културен мисионер. Настанот привлече бројна публика од различни културни, академски и дипломатски кругови, обединувајќи ги во еден возвишен чин на книжевна и духовна афирмација. Представувањето на делото на Плевнеш, организирано од Македонскиот културно-информативен центар во Софија, на кое се приклучија со своите воведни зборови Христо Бојчев и Захари Иванов, потоа гостите од Народниот театар Иван Вазов, Марин Јанев, Ања Пенчева, како и гостите од Сатиричкиот театар, директорот Калин Сараманов и актерите Теодор Елмазов и Јорданка Стефанова. Беше вистински омаж на неговиот монументален творечки опус и визионерски ангажман на границата меѓу книжевноста, културата и општествената трансформација. На книжевниот настан беа представени неговите најзначајни драмски и прозни дела, со посебен акцент на драмите Р и глобална комедија, како и романите Осмото светско чудо и романот за тајната книга, кои предизвикаа интернационален интерес и станаа предмет на академски симпозиуми низ светот. Неговите драми, играни во над 30 земји на 5 континенти, беа истакнати како дела што го редефинираат поимот на европскиот театар, а неговата писателска практика беше оценета како пример за универзална книжевна порака. Со топли зборови беа споменати неговите иницијативи за културна поврзаност меѓу Балканот и Европа, вклучувајќи го основањето на Интернационалниот универзитет Европа Прима, единствен во регионот со студии за аудиовизуелни уметности, како и неговата улога како председател и основач на значајни културни фестивали во Париз, Берлин, Вашингтон и Преспа. Вечерта посветена на Јордан Плевнеш во Софија ќе остане запаметена како еден од оние ретки возвишени мигови кога литературата навистина го преобразува светот. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.